Бевме во посета на една од кочанските легенди, занаидчија со 30-годишна традиција, кај нас познат како Чичко Славе Шивачот, кој накратко направи ретроспектива, се наврати во минатото и ни раскажа за своите почетоци. Тоа е мое лично посакување, јас сакам да го работам, а од семејството немам никој. На овој зарад немам живот. Прв пат кој дека е мајстор, дов како чиран. Тоа е у 7 и 8 одделение, 74 и 75. И работев на машина на нога. Не беше на струја и пеглавме на пегла со жар. А после од 76-та до 79-та, тоа е за време средна школа кога учев, бев како калф. И кај друг мајстор бев и ги работев само панталони. Па, официјално на овај занат работам од 90-та година. Тоа од минатиот век. За овие 23 години доаѓали се групи, музички групи, што сум шил костуми, комплет, панталони и палти. Тоа се Неад Велио, група Америка, група Самба и други. Порано беше со други репер материјали, а сега е со други. Поранешните беа росор, ланено платно, зъбла, подпунки. А сега е леплива материја и со парена пегла. Значи многу полесно. Па полесно и по-добра технологија. Понапред беше по-квалитетно, затоа што прво и основно материјалите беа квалитетни. Беше шток притергал од волна и од памук, а сега е синтетика. Првите панталони кои правев од тие материјали беа по-квалитетни, со години се носе, а сега дали година или две ќе издржат. Па јас мислам и тогаш и сега немав конкуренција, а може би сум имал, али јас мислам, во е мој мислење дека немам конкуренција. Пред 10 години беше, а сега не е. Панталоните ги шијам 300 денари и има готови за 300 денари. На почетокот имаше поголем интерес кај младите, со текот на времето веќе нема. Затоа што младите повеќе со новата технологија на интернет се имат. За да седнат да учат за неа треба месеци и години, а они немат трпение. Почестото ми се случувало кој ќе ги изработам производите и ги ставам на рафтот. И кој ќе дојде муштеријата се ги зимам во кесето. Ама наместо во кесето панталони јас сум ставил сукња. Сум разгрешил кесето. Па ми викат Македонија дека требало да стреми кон Европската унија. И затоа ја во 2000-тата ценовникот го напишав во евра. А од оздоле сепак се напати во денар. Значи, вие сте веќе 13 години во Европска унија? Да. Така. Со цени. Првата си ја сакам за тоа што е тој македонец. Александар Македонски. И јас сум македонец. Вториот, таа вера сум, а третиот го сакал првиот. И затоа и него го сакам. Не ми носат среќа во смисло среќа, него ми дават инспирација, за мене се они големи личности во историјата. Па секој време си носи своја. Да. И тогаш за тие генерации е било тоа интересно, а сега што се живее или начинот што го живеат младите, сепак на ние се свија, пак и убаво. Да. И нека си го терат како мислат дека е најдобро. Имаше повеќе романтика, повеќе имаше смеја кај народот, повеќе имаше шали. А сега нема некој брз процес, начин на животот, толку ќе искачам, толку ќе си одам, се брзат, а за кај се брзат место? Корзото, ресторан Тулис,
и останатите игранки, ама тоа сега младината не ги знаат, тоа игранки, сега е дискотека. Па тоа беше добро со погледи, трпение, внимание и самата девојка кој ќе види дека некој е смирен, дека и обрнува внимание, она самата го препознае тоа и доаѓа за запознавање и после натаму зависи. Јас работам од 08 до 20 часот, а некој пати до 22. А слободно време ми е само ден недел. Тој ден имам мотор, ендуро и шетам по планината. И така го спомнам слободното време. Па ја би сакал да препорачам на младината што е повеќе да работи на разноразни занајати. Да не бидат усмерени кон трговија, кон бизнис, кон менеджмент. Него секој за што го бива и за што мисли дека најдобро може да го прави, за да го работи, е добро.